Засилен притисок на место договор за прекин на штрајкот. Образовниот процес останува блокиран, а синдикатот алармира дека наместо конструктивност власта употребува метод на притисок посебно во градинките. Директорите вршат сериозни притисоци врз штрајкувачите. Едни неформални писма, сега ова за жал е копија од Вибер испратено, значи тоа се дури мејлинг листи секаде каде што е испратено. Значи, од адресата на еден службеник од Министерството за труд и социјална политика до сите градинки, каде што не подсетува или ги подсетува штрајкувачите дека согласно закон треба да работат 8 часа, дека дневница ќе им биде скината. Од СОНГ се подготвени наставата да продолжи, но само кога ќе има прифатливо решение за нивните барања. Владата да понудат нешто реално за да можеме ние во текот на викендот да имаме расправа по синдикални организации, Советот на СОНГ да расправа и конечно да имаме некаква одлука за која што благовремено ќе бидете ви информирани, родителите, учениците. Министерот за образование апелира штрајкот да прекине, наставата да продолжи. Тврди дека ги прават сите напори за повисоки плати, но досега не понуди никакво решение. Наставата да продолжи и преговорите да продолжуваат и ќе го кажеме и тоа. Зошто да не е добра цел од страната на СОНГ да кажува дека еве се враќаме на настава за најбрзо време, нека дават и рок за 2 дена, 3 или 1 ден, очекуваме од вас да ни го дадете тој просек. Дали се размислува за пренамена на буџетски средства за плати, од труд и социјала вела дека социјалниот диалог продолжува и сега не може да се зборува за пренамена на буџетски средства. Се до моментот додека немаме конечно решение, не може да зборуваме за пренамена на средства и за буџетски средства. Покрај зголемувањето на платите имаат и останати барања. Од СОНГ се пожалија и дека било нехумано воспитувачките во градинките да се затвораат во мали простори и да не им се дозволува да јадат. Потоа да не им се дозволува да одат во тоалет кога сакаат, а на бремените вработени не им се дозволувало да излезат на воздух. Штрајкот според Неделков се повеќе добивал на динамика и го поддржуваат вработени што не биле членови на синдикатот. Кој е процентот што би бил црвена линија за СОНГ засега не може да се каже. Конечниот збор за секоја понуда на власта единствено ќе го каже само синдикалното членство.